Пливаме во месечевите води за време на полната месечина, што овој пат може да ни се чини дека водите во кои пливаме има олуја. Но не се грижи, заедно пливаме во овие води најдобро што можеме. Сатнам, јас сум Харипалкаур Кристина. Заедно правиме редовно медитации за време на млада месечина, полна месечина и други поважни настани. Денеска, 20. октомври 21 година, ни се случува полна месечина во знакот на Овен. Огнената енергија, што беше иницирана за време на младата месечина на 6. октомври, сега е во својот полн ек, дури и разгорена и на точка на зовривање за време на оваа полна месечина во огнениот огнен знак Овен. Овенот, енергијата на Овенот најмногу чувствуваме за време на оваа полна месечина. Ова е засилено со Марс, кој седи покрај Сонцето, а е спротивно на месечината, и Плуто со кого месечината е под агол. Тоа значи дека наскоро оваа енергија ќе биде пресретната и тоа што правиме сега е под влијание на Плутон, кој е во Јарец и ќе се одрази понатаму во нашиот живот. Плутон е енергијата на трансформација, енергијата на нашата подсвест и потребата нешто длабоко од корен да промениме. Овенот ја има огнената енергија и брза кон промените. Овенот е прв зодијачки знак. Со него почнува целото движење. Таа е енергијата со која зазимаме иницијатива. Кога оваа огнена енергија, што е сончева енергија всушност, е во нашите емоции, во нашата месечина, може да делува импулсивно. Овенот, кога не е разбуден, делува без да размислува. Делува во мигот, импулсивно и сака веднаш нештата да се случат. Но кога емоциите ни се во оваа огнена енергија, не би сакале веднаш да делуваме, бидејќи имаме избор. Просторот на кој делуваме е секогаш или импулсивен, или инстинктивен и интуитивен. Импулсивно делуваме кога е потребно да се заштитиме, да не паднеме од работ, да не се изгориме во огинот, да се тргнеме од кола, да помогнеме некого непосредно. Ова се наши импулсивни реагирања кои се неопходни за да обстанеме. Меѓутоа, импулсивно реагирање како одговор на тоа што се случува надвор од нас и делување од импулсивниот простор може да не заплетка понатаму во ситуации кои во моментот не сме биле свесни дека може да бидат последица на нашето однесување. И токму затоа, додека месечината е во огнениот знак на Овен, сакаме да бидеме свесни. Океј, имам потреба да делувам и да реагирам брзо. Ова се нашите импулсивни потреби. Но имаме и друга опција, а тоа е да делуваме инстинктивно преку чувствување на тоа што се случува внатре во нас и дури отпосле, откако ќе имаме целата слика и сите потребни информации, да ги пресметаме со нашата дипломатска вага, која секогаш е за победа, но не и за загуба, можеме да донесеме одлука која најсоодветно ќе биде за нашата состојба. Мотивирани да превземеме длабока трансформација е засилено со четирите планети кои одат директно.
во периодот од 6 октомври до 18 октомври, Меркур, Јупитер, Сатурн и Плуто кој ретрогира, сите одат директно. Ова ја засилува нашата марсовска енергија, која од 9 октомври го започна својот нов циклус околу Сонцето. Марс е нашата огнена енергија, нашата потреба да превземеме активност и нашата енергија со која ја извршуваме активноста. Штом го започна новиот циклус околу Сонцето, ова означува нов почеток за сите нас. Со големите планети кои одат директно, оваа енергија е охрабрена да се превземе акција. Кога превземавме акција и нов почеток кај младата месечина, бевме хармонизирани со новата иницијатива. Но сега кај полната месечина, нештата се во точка на вриење. На денот на полната месечина е период кога рефлектираме. Период кога се вовлекуваме, сме свесни дека нешто мора да се промени, но се уште испитуваме што точно ќе промениме и како таа промена ќе влијае на нас понатаму, знаејќи дека Плуто дополнително не поддржува задлабока трансформација која ќе има последици во иднина. Како делуваме, импулсивно или инстинктивно, е одредено од состојбата на нашата свесност и колку сме присутни за време на оваа огнена енергија. Социјално, економски, политички, од сите аспекти ние континуирано сме поттикнати да делуваме. Марсовската енергија е секогаш присутна во нашето општество. Прави, трчај, создавај, купувај, натрупувај. Ова е наше брзо темпо што секој ден го трчаме. Трчаме само за да создадеме, за да акумулираме повеќе. И ова ние го сметаме за наше правење, за наше действие. Меѓутоа, колку има вистински промени во ова трчање на вистина. Откриваме дека и кога не превземаме активност, е правење нешто. Дали тоа можеме да го откриеме за време на оваа полна месечина, кога чувствуваме огнената енергија на овенот? Можеме. Се во универзумот функционира благодарение на причина и последица. Ако нешто не превземеме, е активност која е нужна за да спречиме нешто кое не би сакале да се случи во иднина. Сепак, во нашата природа е континуирано да се менуваме, е континуирано да превзимаме чекори, но овие чекори доаѓаат од нашата свесност кога сме приклучени кон нашите инстинктивни пораки и доживувања и делуваме од нашата длабока вистина, со која сме охрабрени токму сега, додека Сонцето, нашата витална снага, е во знакот на Вага. Имаме поддршка. Имаме поддршка и од овенот за време на полната месечина, ако ја разбереме суштинската природа на овенот. Суштинската природа на овенот не е што ќе правам, туку кој сум јас. Веднаш се смирува се. Што да направам, што ќе биде, што да правам, или, кој сум јас? Овде веќе е мирно. Кој сум јас? Дали сум јас моите обкружувања, тоа што другите мислат за мене, тоа што ја мислам за себе, или тоа што на вистина сум и што е секогаш длабоко во моето срце? Која е мојата вистинска природа?
ова прашање ќе одреди дали ќе делуваме импулсивно и ќе реагираме на тоа што се случува надвор од нас, ќе влеземе во конфликт и ќе одговориме на тоа што сите го очекуваат од нас, или го откриваме нашиот внатрешен простор, што ја знае нашата вистина, се вовлекуваме во овој простор, се прилагодуваме со овој простор, создаваме врска со овој простор и од тука, окей, јас ќе го правам ова. Јас сакам ова да го правам, јас се чувствувам силно мотивиран и воден од мојата вистина и ова што ќе го правам е моја одлука. И во двата случаи делуваме, само што не делуваме импулсивно, туку делуваме интуитивно и инстинктивно. Каде да ги најдеме овие инстинктивни, интуитивни пораки? Да се јавиме кај пријател, да побараме на интернет, да прочитаме списанија, ги бараме во себе и ги откриваме во себе, ги активираме во себе. За време на оваа полна месечина, наша задача е да бидеме со себе. Кога култивирање на подлабок однос со себе, ние знаеме и сме водени. Што е тоа што сакаме да го направиме? Со денешната пракса и активираме нашата способност да бидеме вклучени во внатрешниот простор. Оваа способност ја култивираме преку медитација за активирање на медитативниот ум. Од светлината на нашиот медитативен ум имаме пристап до нашите инстинктивни пораки, кои ги чувствуваме во нашето тело, и нашите интуитивни пораки, кои се достапни во нашата свесност. Ова е прекрасна медитација што можеш секој ден да ја правиш. Ако си нов, прави ја 3 минути, ако чувствуваш сила, прави ја 11 минути. Заедно ќе ја правиме 11 минути, а јас ќе кажам кога ќе стигнеме до 3, затоа што сака да застане во тој момент. Ако решиш да ја правиш само 3 минути, спушти ги рацете и слободно легни на грб и остани во медитативен простор додека се релаксираш. Останатите продолжуваме да ја правиме 11 минути. Инструкциите следат откако се вклучуваме. Симни исправено. Диши длабоко. Издиши. Диши. Издиши. Диши. Издиши. Протри ги дланките. Активираме со мантра Онг Намо Гурудев Намо и потоа Ад Гурей Наме, Чугат Гурей Наме. И балансираме левата и десната страна од телото, машкиот и женскиот поларитет, со протривање на дланките и неутрализирање на нашите поларитети во центарот на срцето. Диши.
Namo Gurudev Namo Om Namo Om Namo Gurudev Namo Adgurai Namah Jugadgurai Namah Sadgurai Namah Sri Gurudevai Namah Adgurai Namah Jugadgurai Namah Sadgurai Namah Sri Gurudevai Namah Adgurai Namah Jugadgurai Namah Sadgurai Namah Sri Gurudevai Namah. Diši globoko. Diši, 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 diši. Povleči rektum, seksi organ papok, drži ključ. Izdiši i olabave giracate, vrati se nazad. Vključeni smo v naš unutrašnji prostor. Pravimo meditacija za aktiviranje na meditativni otun. Za vrijeme ova meditacije imamo izbor od dve dišenja ili pravimo breath of fire, ako smo zapoznati sa breath of fire, ili pravimo dugo globoko dišenje. Izberi to što tebe ti odgovara. V slučaju na ciklus ili bremenost, breath of fire ne pravim i se preporačuva dugo globoko dišenje. Pozicijata na racete se paralelni so podot, prstite se spojeni i dlankite se nagore, gledat ko nebota. Ova položba, za da ostaneme, moramo da ga držime srceto otvoreno i gradite otvoreni, diafragmata podkrenata, pleškite spušteni, ramenjata relaksirani. Ki budeme na nekoliko pati predizvikani v ova položba, no ova položba je prekrasna i napravena 11 minuti, bukvalno go izmiva naši od mozog. Meditacijata je prekrasna. Pravi je 3 minuti ili 11 minuti po izbor. Mestime položba, fokus od nekaj tretoto oko, v korenot na nosot i nagore pomegu vidite se nasučeni dvete zatvoreni oči. Smesti se, vracate paralelni so podot, na visina so ramenjata i počni so dišenjeta.
За тие што се 3 минути, овде завршуваме. Останатите продолжи. Слободно можеш привремено да ги спушташ рацете и повторно да ги враќаш назад. Остани со дишењето медитативно вклучен, независно дали ги спушташ рацете или не.
Още няколко секунди остани тук. И сега, ръцете кон зидот, во страна дланките, вдиши длабоко. Диши, 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 стегни се од плешките, буткај кон зидот, буткај со дланките, подаголо 90 степени. Повлечи му банд. Издиши, остани во положбата, издиши, 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 уште еднаш, диши длабоко. Буткај му банд. Издиши, 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 издиши. Спушти ги рацете. Остани медитативно во себе, со затворени очи, остани кај третото око. За сега, најмногу правиме со тоа што сме присутни, рефлектираме, најчесто е случај, повеќе правиме кога не реагираме во мигот, туку кога делуваме на нашата вистина. Тоа е разликата во импулсивно правење и инстинктивно, во несвесно и во свесно. Диши длабоко. Издиши. Сатнам. Сатнам. Еве сме назад, спремни, ја имаме потребната сила да пливаме во океанот, дури и кога има олуја. Се е дел од играта, се е дел од предизвикот. Ти благодарам за учеството, уживај денес во мир и внатрешен спокој, достапни во секој миг, дури и за време на оваа полна месечина. Протри дланките. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Sat Nam.
Sat Nam. Sat Nam. Любов засита, мир засита, светлина засита. Сатнам. Сатнам. Ти благодарам за учеството. Доколку ова допира до тебе и сакаш повеќе да стекнеш и да манифестираш од ова што го правиме тука, достапни се онлайн курсеви по Кундалини йога, во тек е нов почеток и будна свесна превеност. Во секое време ти се достапни, можеш да започнеш веднаш штом ќе почнеш. Контактираме за повеќе информации. Имај прекрасен месечев ден. Сатнам.